33 милиони денари изнесуваат побарувањата на општина Тетово од Министерството за образование, односно од Министерството за финансии, за неисплатени блок дотации. Ваквиот долг од централната власт ја прави немоќна општината во исполнувањето на обврските кон фирмите снабдувачи со огрев на училиштата. Сумата на долговите, колку ги имаат училишта, сме ги информирале ЗЕЛС, исто така Министерство за образование. Дали тие ќе најдат сили, можности да обезбедат средства за да ги платиме овие долгови, не знам. Ова е веќе проблем воопшто во цела Македонија. Тоест, секој дневно има такви, информации, состаноци или од ЗЕЛС контакти со Министерството за образование, Министерството за финансии, за да се најде начин овие долгови да ги бришат училиштата. Блок дотациите се таа сума како што било и пред 3 години, 4 години оваа година, а ако го имаме предвид цената на нафтата, транспортот и така натака, значи остануваат доста долгови. Општината не може да ги покрие сите. Ден денес уште немаме од Министерството за образование известие колку ќе биде блок дотациите за наредната школска година, ова школска година, за да можеме да планираме во буџетот на општината средства кои треба да ги распределиме по училишта. Министерството за образование и наука, односно владата, нам ни должи цела една плата од, овие трошоците воопшто за декември 2011. Значи за декември 2011 воопшто не се плати со блок дотации. Таа е една сума од околу 20 милиони денари. Воопшто не се пуштени, а должна беше државата, значи во крајот на декември да ги пушта сите средства кои биле предвидени за 2011 година. А плюс овие, долговите кои ги имаат школите према фирмата кој ги снабдува со нафта, тоа е посебно. Значи се работи негде за 33 милиони денари. Како долг што и понатака им остануваме на фирмата кој ги снабдува училиште со нафта. Убавото време, релативно високите температури им ја олеснија работата и ги растоварија од проблемите кои доаѓаат со грејната сезона, но само за овие неколку дена. Сега зависи од школото, нешто им останало од прошлата година. Инаку ние веќе сме при крај на изборот на фирмите кои ќе ги снабдуваат школите, тие што трошат дрва со дрва, а тие што трошат нафта со нафта. Значи наредната недела веќе ќе се знае која фирма ќе ги снабдува школите со дрва, која со нафта и ќе можат, непречено да ги снабдуваат школите и да ги полнат резервоарите, било, со нафта, а исто така и доволен број на, кубни метар дрва ќе има по школите, така како што тие однапред не информирале дека имат потреба. Проблемот се усложнува и во делот на превозот на учениците. Исплаќањето на транспортерите се врши повремено. Доколку средствата не се исплатат, можно е учениците да останат без превоз, но и без затоплување на училниците оваа сезона.